Почитувани гледачи, добар ден и поздрав од градскиот стадион во Куманово, кај за неколку моменти треба да започне дерби на превор на третата лига. На превор кој решава најверојатно кој ќе биде новиот шампион во оваа конкуренција, а воедно и член на втората лига во наредната сезона. Ке се сретнат екипите на Гоблен како домаќин и тимот на Локомотива. Имено овие две екипи се на првите две места на табелата, имаат идентичен број на бодови по 46 и денешниот направар е исклучително важен пред се за домашниот тим кој ако денеска забележи победа најверојатно ќе го направи решавачкиот исчекор кон пласман во втората лига. Вообичаено на почетокот на овој направар составите на двете екипи направени за гостите за екипата на Локомотива Бенто Експорт. На голот со број 1 Илијан Никанчевски, број 2 Стефан Поповски, 3 Никола Миновски, 4 Ѓоко Цветановски, 5 Валмир Шерифовски, 7 Дарко Лазаревски, 8 Мухамед Бекир, број 9 Сунај Хасан, 10 Денис Миленов, 11 Антонио Бошевски и со број 14 Младеновски Роберт. За екипата на Гоблен вообичаено стандардниот состав на голот со број 1 Саѓан Краљевски, број 2 Заид Мемети, 3 Буњамин Шахини, број 5 Орхан Алију, број 6 Суад Јакупи, број 9 Беким Рамадани, број 10 Илбер Алили, број 15 Седат Чирими, број 21 Еркан Алију, број 22 Ергин Шерифи и со број 27 Екрем Мемеди. Значи домашниот тренер Флори Мемери го изнесе на теренот најсилниот состав во овој момент. Судиска тројка на денешниот напревар Младеновски Маријан како главен судија, ќе му помагаат Филип Ицковски и Горан Милошевски, сите од Скопје, додека делегат на овој напревар е Игор Франковски од Скопје. А денеска со нас заедно ќе го коментираме овој напревар, односно со стручна анализа. Покрај мене господинот Бетула Тефику, познат фудбалски работник од Куманово. Господине Бетула, добар ден. Еве денеска на градскиот стадион убава атмосфера, некаде околу 500 гледачи го следат овој дерби напревар за екипата на Гоблен, може би решавачки, како што реков во првенството. Па еве направим би те запрашал, што ти очекуваш од овој дерби напревар, исклучително важен за домашниот тим? Прво, добар ден на сите гледачи што не следат. Овој дерби надпревар од третата лига, што мислам дека победникот од оваа лига ќе обезбедува и понатамошен терк. Значи, мислам дека денес Гоблен е во полн состав и мислам дека ќе има добар резултат. Па да очекуваме понатаму што во тек на надпревар што ќе се решава и како ќе следи. Инаку да подсетиме дека овие две екипи во изминатиот период прикажаа најдобри игри и заслужено се на првите две места. Би те запрашал вако едно твое кратко и кусо видување за екипата на Локомотива, која денеска сигурно ќе ја бара шансата за триумф и пласман во втората лига. Што мислиш за оваа екипа од Скопје? Па екипа Локомотива е едно од најдобрите екипи, мислам, во ова лига, што е доста спремена и доста вака се Доста се уиграни. Да, уиграни се и се во топ форма. Јас исто оваа екипа ја следи и во село Слупчане со Беса кога беше и тамо играат 2-2, што стварно покажа добар надпревар. Ја мислам дека и денес тие ќе покажат дека заслужено го делат ова прво и второ место со исти бодови 46-46. Во овој дел уште една само кратко прашање да ги запознаеме гледачите со екипата на Локомотива. Според твои некои сознанија, кој е најдобар поединец во овој состав на Локомотива? Па јас мислам дека играчот со број 11, вака по моје видување... Тоа е Антонио Бошевски. Да, Антонио Бошевски е вака брз играч, се движи брзо
се враќа, се ги помага на своите играчи. И ја мислам дека тој заслужено и најдобриот во Локомотива. Благодарам за овие првични информации. А сега ние продолжуваме да го следиме на преворот. Топка за екипата на Локомотива. Изворена атмосфера на трибините, значи реков некаде над 500 гледачи кои следат овој напревар. Идеални услови за игра, сончево, тивко, убаво време. Има сите предуслови да двете екипи ни прикажат денеска добар фудбал. Инаку до крајот на првенството остануваат уште 4 кола. Значи финиш на шампионатот. Екипата на Гоблен има денеска огромна шанса со победа практично и да го реши првенството на радост на своите навивачи. Топка за голманот Сладјан Краљевски. Тоа беше интервенција на Миновски. А Лили домаќините играат пресинг преку целиот терен. Клучно ќе биде на преворот за домашниот тим, ако сака да го добие, добрата игра на средината на теренот, а тука во екипата на Гоблен одлично играат оваа сезона Суат Јакупи и Илбер Алили. Тоа се двата главни играчи за поврзување на редовите во домашниот тим. А се разбира тука и нападјачот Беким Рамадани, од кого денеска се очекува добра игра и гол во мрежата на Локомотива. Топка за гостинскиот тим. Со број 5 е Шерифовски. Назад кон Никанчевски. Не им се брза на гостите, тие би биле презадоволни со еден бод денеска. Миновски. И лошо преигрување кон Антонио Бошевски. Шерифи, па назад враќа кон Алију. Јакупи. Грешка на Алили. Уште наш Јакупи. И повторно Алију. Па префрлена топка на спротивната страна, добро решение кон Черими. Јакупи успеа да спаси оваа топка Алију и на крајот аут за Гоблен. Имаше тука играње со рака и сега веднаш реагира судијата Младеновски, а го брежиме првиот жолт картон на напреворот го добива фудбалерот со број 10 Илбер Алили. Аут за Черими. Алили. Шерифи. И ова беше превисока топка кон Алију. Нема опасност по голот на Локомотива. Го видовме и првиот жолт картон на преворот го заработи Алили.
Имаше таму еден мал прекршок, забележа судијата. Топка за Стефан Поповски. За сега нема некои поголеми возбудувања, без шанси на двете страни. 0:0. А Лили, ова беше многу лошо одиграно кон Рамадани. Шерифовски. Тој е последен човек во одбраната на Локомотива, еден од столбовите во играта на гостинскиот тим во одбранбениот дел. Уште една шаута за Поповски. Изворена интервенција на Седат Черими, а во налет беше Сунај Хасан. Помина 10 минути од првото полувреме, нема возводување, 0:0. Алили. И сега грешат домашните фудбалери, меѓутоа ја купи исправа таму. И сега корекција на главниот судија, помошникот покажа дека тоа е топка за Гоблен, меѓутоа главниот смета поинаку топка за Локомотива. Лазаревски. Прекршок прави гостинскиот напаѓач. Дванаесет-13 минути помина, 0:0. Нема возводувања и сега грешат гостинските фудбалери. Сега шанса да видиме за Гоблен. Изворен удар и покрај левиот дирек, еве прво возводување и први аплаузи на трибините на градскиот стадион во Куманово. Одличен удар беше тоа на Ергени Шерифи покрај десниот дирек. Останува 0:0. Битолеве помина 15 минути, за сега само една единствена шанса, некако и двете екипи играат во Грча. Да, ова беше прва шанса, најозбилна шанса. Двете екипи сега овие 15 минута не се опуштат, ги дават своите максимум сили, па мислам дека ако вака продолжи, ќе има добра утакмица. Да се надеваме, добра интервенција сега на Краљевски. И Локомотива започнува нов напад. Во 4 тоа е Цветановски. Черими, добро решение. Рамадани, добар прием на топката. И натаму влече Рамадани. Ке мора да врати назад Рамадани. И нема пенал. Судијата Младеновски не реагираше во вистински момент. Господине Бето, еве да ја прокоментираме ова прва спорна ситуација според тебе. Дали имаше овде елементи за 11 метри? Ова беше во 16-терец, ама немаше елементи така да може главниот судија да освири пенал.
Не може Се да беше чисто. Да. Чисто беше, не може да се каже дека имаше. Продолжуваме со напреворот 17 минути натаму на градскиот стадион во Куманово дерби на колото Гоблен Локомотива 0:0. На клупата на гостинскиот трим е познатиот фудбалски работник Владо Матерски. Хасан, тоа е со број 7 Лазарески. Одлична топка кон Бошевски. И расчистува Шахини. Имаше еден мал ситен прекршок, топка за Гоблен. Вообичаено сите прекини во домашниот тим ги изедува Алили. Директно на фрлување во 16-сетникот. Добро е таму поставен Шерифовски. А не успеа да помине капитенот Денис Милинов. Лош изведен аут. Уште еднаш Поповски. Некако и двете игри, екипи играат премногу во грч, важноста на овој напревар го прави своето. Шерифи. Алиу. Па Лили. И во обсет беше Еркан Алиу. Двајца фудбалери во екипата на Гоблен Алиу, тоа е фореот со број 5 Орхан Алиу и со број 21 Еркан Алиу. Јакупи. Напамет одиграно, нема никој од фудбалерите на Гоблен. За сега сите приоди кон голот на гостинскиот тим се добро затворени. Домаќините има само една единствена шанса до сега. И тоа преку Еркан Алиу кога биеше покрај десниот дирек. Домашниот тренер Флори Мимери довикува кон своите фудбалери да тренат малку поагресивно кон голот на Локомотива. Убаво би било кога би домашниот тим успел да постигне гол во оваа фаза на преворот. Тогаш на некој начин гостите ќе мора да се отворат и на преворот ќе биде уште поинтересен. За сега домашниот тим има јалови напади без некои поголеми возбудувања пред голот на Никанчевски, а сега уште еден прекршок. Половина од првото време и натаму Гоблен Локомотива 0:0. Кога се веќе на половината на оваа втора половина, господине Бейтула, не можеме да бидеме задоволни од досега оно што го видовме. Да, иако овој надпревар е дерби надпревар, ама до сега не покажаа нешто, него сите така играт грчеви. Многу калкулираат. Да. Али мислам дека во тек на надпреварот ќе има и подобар фудбал, малку ќе се опуштат,
Мислам дека ќе покажат двете екипи, ќе додаде резултат. Поповски. Еве шанса сега за гостинскиот тим, биеше капитенот Денис Миленов, меѓутоа многу слабо го направи тоа. Топка за Слаѓан Крајевски, кој немаше многу работа во овој дел на преворот. Нема досега ниту една единствена интервенција. Висок скок на Цветановски. Алију. Односно тоа беше според 27 чезиновам Екрем Мемеди. Па Орхан Алију. Премногу грешки во овој моментот на преворот. Домаќините никако не може да изнесат топката од својот 16-тник, од лоши додавања. Сега Алију. Алили. Удар на Алију. И за малку тоа ќе беше убава ситуација, да видиме на подотрае и натаму. Биеше Рамадани, Јакупи, Рамадани. И сега повторно протестираат домаќините. И жолт картон уште еднаш, овој пат за Рамадани. А на повреда се жали гостинскиот голман Илија Никачевски. Ќе мора да интервенира лекарот на овој напревар, да му каже помоша. Мислам дека секој биде во ред со него. Господине Битола, уште една, да кажеме, полусомнителна ситуација. Да, играчите секогаш имат право да барат, ама главниот судија тој што одлучува. И јас мислам дека нема потреба да се да преговарат кон судија. Еве се здоби со жолт картон. Дека немаше овдека елементи за единач. Немаше. Јакупи. Алили. Топка за Гоблен. Черими. Аут за Локомотива. Прекашок врз Сунеј Хасан, тој е центрафорот на Локомотива, голгетерот на овој тим. Заедно со Бошевски, тоа се двата најопасни играчи во гостинскиот тим. Миленов. Алили. Јакупи одлично искомбинира сега домаќините. Интервенција на Цветановски. Еве нова шанса сега за Гоблен. Лошо упатена топка кон Беким Рамадани. Нема тешко одат акциите на домашниот тим. Не може да најдат вистински лек како да стигна до голот на Локомотива. Рамадани. И уште еднаш многу лошо проигрување, топка за Никачевски.
27 минута од првото полувреме и натаму 0:0. Дерби напревар на 80-тото коло на третата лига. Гоблен Локомотива. Добра интервенција на Миновски. Не успеа Бошевски. И уште една топка за Локомотива. Тактички гостите играат одлично. Без многу нервоза, смирено. И за сега овој резултат од 0:0 потполно им одговара. Рамадани. Ова е многу силна топка кон Еркан Алију, кој со максимални напори успеа да излече аут. Се лути поради ова силно упатена топка кон него. Черими. Слаб удар биеше со број 27, тоа беше Екрем Мемеди. Темо се брза на Илија Никачевски. Времето работи за Локомотива. На гостите овој резултат им одговара. Помошникот Ицковски вели дека тоа е топка за Локомотива. Поповски. Еве сега добра ситуација да видиме дали Гоблен ќе организира добар напад. Алили. И ова е прекашок, еве сега идеална ситуација за домашниот тим. За Алили да бие прецизно кон голот на Локомотива. Да видиме на потеке Алили. Многу пати знае во текот на сезоната од овие позиции да постигнува голови. Триесета минута. Удар на Лили, меѓутоа на повреда се жали фудбалерот со број 4 Ѓоко Цветановски, тоа беше страотен удар во глава и да се надеваме дека се ќе биде во ред со фудбалерот на Локомотива. Добро биеше Алили, меѓутоа живеот зид беше одлично поставен. Шерифовски и уште една штопка за гомонот на Локомотива. Јакупи. Алију. Рамадани. Лошо додавање.
Шерифи. И повторно лошо проигрување кон Беким Рамадани. Падна темпото во играта. Нема возводување. Две шанси за сега. И тоа кон голот на Локомотива, додека гостинскиот тим досега немаше ниту една единствена шанса да го загрози голот. Прекашок за капитенот Денис Миленов. Поповски. Поповски. Со број 8 Бекир. Јакупи. Мора домаќините малку побрзо да се ослободуваат од топката, премногу споро се организираат нападите, нема течност во играта на домашниот тим. И сигурно интервенција на Краљевски. Прекашок за Јакупи и еве сега можност да нафрли пред голот уште еднаш Алили. 34-та минута од надпреварот, 0:0 во дербито помеѓу Гоблин и Локомотива. Да видиме дали ова ќе донесе возбудување, ова ситуација ќе донесе возбудување пред голот на гостинскиот тим. Несигурна интервенција на Никачевски. Мемети. Добар центар шут и во последен момент интервенција на Шерифовски. Домашните како да го засилуваат темпото во финишот на првото повреме. Лошо изведен аут и топка за Локомотива. На клупата зарезани флорери, домашниот тренер Флори Мимери има на располагање добри поединци. Тука пред се мислам на флорериот со број 8 Мергим Лютфију, потоа со број 11 Демен Ивановски, па Фатлю Мачифи и Чемалја Зири. Доколку биде потребно, ќе мора да се освежи нападот на домашниот тим. Да видиме сега ова ситуација. Бошевски. Одлична интервенција на Заид Мемети. Ова беше една од ретките ситуации пред голот на Гоблен. Цветановски. Судијата Марија Младиновски смета дека има прекршок. Шанса за Локомотива. Сигурна интервенција на Краљевски. 36-7 минута. Господине Бетула се ближи финишот на првото повреме. Очигледно дека домашниот тим со ваква игра тешко ќе може да се надева на повод резултат. Да, точно е така. Ако сакат да имат резултат, да имат победа, треба да се ангажираат, треба да ја отварат игра повише.
да малку да го засилат нападот. Иначе вака јас не верувам дека ќе Доста може да- споро и Да. Сите акции се игра во средина на теренот. Ја мислам дека треба тренерот Флерим и Мери да презема нешто сега во одморот. да се надеваме дека домашниот тим до крајот на првото полувреме можеби ќе успее да постигне гол. Меѓутоа за сега, како што рече и мојот соговорник Бейтула Тефику, оди доста тешко и се направија премногу грешки како и оваа сега во додавањата, што во еден ваков дерби напревар не смее да се случува. Интервенција на Шахини. И уште една штопка за гостинскиот тим. Нервоза на клупата на Гоблен. Не може да биде тренерот Флорим Мери никако задоволен од играта на неговата екипа. Големо е значењето на овој напревар. Домашниот тим, ќе кажам уште еднаш, игра под голем притисок. Победата е императив. Дол дегажман на Краљевски. Поповски. Бекир. Ова е груб прекашок и да видиме дали ќе има жолт картон. Фаулираше Буњамин Шахини. И уште еден жолт карта за домашниот тим го доби Шахини. Досега во Гоблен жолти картони заработија Алили, Беким Рамадани и Буњамин Шахини. Судијата Марија Младеновски за сега коректно го води овој напревар. Прекашок за Дарко Лазаревски. Премногу трае оваа ситуација. Лазаревски и гол. Не се пак офсайд. Среќа за домашниот тим. Гол постигна Мухамед Бекир, меѓутоа останува 0:0. Првата посериозна шанса гостите може да искористат, меѓутоа офсайд ситуација. Останува 0:0. Јакупи. Орканалију. Расчистува уште еднаш одличниот Шерифовски. Столб во одбраната на Локомотива. Еве шанса. И каква ситуација сега пропушти Беким Рамадани. 100% шанса за Гоблен. Тоа ќе биде корнер, меѓутоа домашниот тим можеше ова ситуација да поведе со 1:0. Еве конечно и малку возбудување во финишот на првото полувреме.
Рамадани. Алили. Број 14 Младеновски. Бошевски, иако е доста брз, сепак не можеше да ја стигне оваа топка. Шерифи. Алили. Еве сега може за домашниот тим да организира брз против напад. Убава топка. Мемети. И на крајот лошо проигрување кон Алили. Се добро направи Мемети, меѓутоа слаб беше завршниот пас. Шерифовски. Алију. Рамадани. Еве сега малку возбудување во финишот на првото полувреме. И во офсайд. Недозволена позиција за Седат Черими. Пропадна и оваа шанса за Гоблен. Уфрлување од страна на Валмир Шерифовски, најдобриот поединец во екипата на Локомотива во првото полувреме. Мемети. Многу лоша топка кон Беким Рамадани. Миновски. Сега студиски тайм-аут. Битова е финишер на првото полувреме. Може да ни кажеш еден твој курс коментар за оно што го видовме во овие 40 и нешто минути. Која е твојата генерална оценка? Па, двете екипи се уедначени и до сега јас, да ти кажам право, не сум задоволен од нивното покажување. Дека сепак се во врвот на табелата, ама не знам дали желбата за победа го прави своето. Моментално треба да видиме второто полувреме, ако можат. Ја мислам дека Гоблен сепак во финишот покажа нешто поагресивно. Да видиме во второто полувреме што ќе забележат. Да се надеваме дека ќе биде подобро во второто полувреме, ние да ги проследиме овие последни моменти од првиот дел. Топка за голманот Слајан Краљевски. Само судијата Младеновски знае уште колку има до крајот на првото полувреме, немаше некои поголеми прекини. Па во секој момент треба да очекуваме крај на првиот дел. Миленов. Бара прекаше гостинскиот фудбалер. Рамадани. Изворена топка кон Мемеди. Натаму Мемеди, корнер.
Тоа беше обид, непрецизно, останува 0:0. Секој случај, првото буриме не може да добие пријатна оценка за квалитетот на играта на двете екипи. Со мало задосување, прекашок за Локомотива. Алили. Оркан Алију не може да ја стигне оваа топка. И мислам дека веќе судијата Младеновски треба да освири крај на првото полувреме. Черими. Топка кон Миленов. Одесна интервенција на Седат Черими. И во момент крај на првото полувреме, значи во дербито на 80-то коло, Гоблен Локомотива 0:0, слаб напредок во првите 45 минути. Да се надеваме дека во втори дел ќе видиме многу подобра игра пред се на домашниот тим. Почитувани гледачи, пауза 15 минути, па продолжуваме со второто полувреме. Почитувани гледачи, во очекување на почетокот на второто полувреме од дербито помеѓу екипите на Гоблен и Локомотива по првото полувреме, подсетување уште еднаш 0:0. Овој резултат нема одговора на домашниот тим, кој денеска брка победа, со што ќе се зацврсти на првото место во третата лига. Колку што можам да забележам, во двете екипи нема измени, значи истите оние фудбалери кои го започнаа на преворот во првото полувреме ќе продолжат и во вторите 45 минути. А во првото полувреме видовме слаб напревар со 2 до 3 шанси за домашниот тим и еден поништен гол за екипата на Локомотива, оправдано поради опсет позиција. Но да се надеваме дека во второто полувреме ќе видиме пред се подобра игра на двете екипи и се разбира повеќе голови на двете страни. Еве го првиот напад за домашниот тим Алили, Рамадани. Алили одлично уфрлена топка и слабо нафрлување беше тоа на Меметик. Има таму во 16-никот пред Локомотива премногу вода. Па поради тоа ова беше и слабиот центар шут на домашниот фудбалер. Со број 5 Орхан Алију. Првиот прекашок во второто полувреме, ќе подсетам во првиот дел видовме 3 жолти картони
за домашниот тим и тоа Алили, Рамадани и Шахини, додека кај гостите немаше ниту еден пожелтен фудбалер. Бошевски, топка кон капитенот Миленов, и натаму Бошевски. Сигурно интервенција на Слаѓан Крајевски, кој немаше работа во првото полувреме. Алили. Јакупи Алили. Рамадани. Јакупи. Лошо патена топка кон Рамадани, што еднаш одлична интервенција на Шерифовски, контранапад на Локомотива. Бошевски. Мемеди. Алили. Одличен потек на Екрем Мемети, меѓутоа сигурна интервенција на Илија Никанчевски. Алили. Многу утро решение топка кон Беким Рамадани, меѓутоа за малку не успеа напаѓачот на Гоблен. Овие први минути не јавуваат дека домашниот тим е цврсто решен да забележи победа. Некако евидентен е поголем жар во играта на Гоблен, но да видиме дали тоа ќе донесе резултат во второто полувреме. Ке го видиме првиот жолт картон за гостински фудбалер со број 10. Тоа е Денис Миленов. А фолиран беше Буњамин Шахини. Алили. Рамадани. Нема играње со рака. Нов напад на Гоблен. И за чекор не успеа Беким Рамадани, продолжува иницијативата на домашниот тим. Јакупи. Алили, и тоа беше офсайд. На време реагираше гостинскиот, односно помошникот Филип Ицковски. Недозволена ситуација и сега ќе биде извршена првата измена во домашниот, односно во гостинскиот тим Сизином. Со број 6 во игра треба да влезе Стефан Коцев. На местото на Дарко Лазаревски, кој не прикажа добра игра во првиот дел, па поради тие причини тренерот Владо Матевски врши измена.
недоразбирање сега помеѓу помошникот и главниот судија на овој напревар. Ке уфрли во игра Шерифовски. Прекршок врз Алили. На градскиот стадион, како што реков и во првото обуреме, некаде околу 500 до 600 гледачи го следат овој дерби напревар. Мемети. Топка кон Екрем Мемеди. И натаму Екрем Мемеди добро е чува топка и на крајот изводи прекршок. Господине Битол, евидентно е дека во вториот дел домашниот тим игра барем она што е забележливо многу поагресивно и со поголема желба. Да, се гледа дека играат поагресивно, има желба за победа. Јас мислам дека и треба да има и голови во второто полувреме. Сепак можам да кажам дека треба да се игра со Илбер Алили, кој добар играч, се движи добро и тој е познат играч, играше во една сезона во Кршко во Словенија. Али поради повреда се врати. Сега мислам дека тој и можеби денес и ќе го решава дуелот ако се игра преко него. Одлична интервенција на Заид Мемети. Алили. Удар на Алили покрај левиот дирек, добар потек. Бара корнер, меѓутоа судијата Младиновски смета дека тоа е гол аут. Јакупи. Не стигнува топка до Рамадани. Шерифовски. Битола мора да го пофалам, не знам дали ќе стои со мене, фудбалерот на Локомотива со број 5 Валмир Шерифовски, одличен централхалф. Да, столбна одбрана. Добро, млад, перспективен и мислам дека и тој може да продолжи и понатаму. Дека се гледа дека е добар фудбалер. Има доста интелигентни решенија во секоја ситуација. Да, така е, баш така е. До сега не направи ни една грешка, сите топки ги спречи, ги заустави и добар е. Според тебе ти го спомна Алили, кој може да биде клучен сегмент во играта на Гоблен. Кој фудбалер на тебе ти остави впечаток во екипата на Гоблен во овие веќе 55-6 минути? Па, Илбер Алили вака ми остави добар впечаток, значи сепак не му помага доста во средина, али тој е добар фудбалер. И играчот со број 5 Орхан Алију, и тој исто е столбна одбрана во Гоблен. Да. Добар централхалф исто така, интелигентен и фудбалер. Ова беше опесен налет на Бошевски за среќа на домашниот тим. Тоа ќе биде топка за Краљевски. Старт зад грб, исправна одлука на судијата, фаулиран беше нововрезениот Стефан Коцев.
Цветановски. Ова беше идеална ситуација, кикс на одбраната на Гоблен. Можеше да биде казнета оваа грешка. Од втор план се уфрли со број 2 Стефан Поповски, останува 0:0. Ова беше најдобрата ситуација за Локомотива во текот на овој напревар. А во вториот дел поминаа 14 минути и натаму 0:0. Во дербито на 80-тото коло на третата лига помеѓу екипите на Гоблен и Локомотива. Ке потсетам уште еднаш, овие две екипи се првопласирани во третата лига, имаат ист број на бодови по 46. Миленов, нов корнер за Локомотива. Мислам дека сега судијата премногу ги толерира овие постапки на играчите на Локомотива. Многу време ги им треба да го изведат овој удар од аголот. Конечно тоа ќе го стори Денис Миленов. Добра интервенција на Краљевски. И сега првата измена во домашниот тим ќе биде извршена во најскоро време. Во игра со број 19 ќе влезе Чемал Азири. Мемети. Еве сега добра ситуација да видиме. Удар на Мемети, меѓутоа доста млако и немаше проблеми за голманот Илија Никанчевски. Сигурно интервенција на Цветановски. Уште еднаш опасен напад по десната страна и сега Локомотива се заканува во овие последни 7-8 минути. Може да биде извршена измена, излегува со број 21 Еркан Алиу, на негово место со број 19 Чемал Азири. Да видиме дали ова измена ќе донесе нешто ново во играта на Гоблен. Прекашок. Господин Битова, евидентно е дека фудбалерот со број 27 Екрем Мемети е доста агилен по десната страна во второто полувреме. Се обидува некако да ја внесе живост во нападот. Да, токму така, доста е брз, вака се движи брзо и ја мислам дека овој фудбалер треба да се форсира малку повише од своите другари, дека само од
ако ја прошират играта, како што Екрем игра во десната страна и да не се групираат сите во средина, мислам дека подобро ќе дојдат до 16 на гостинската екипа. Очекуваме да проработи и нападачот Беким Рамадани, кој за сега некако не е многу забележлив, а и нема и топки. Не знам, тој е доста брз играч, се движи пред 16-терецот, ама нема топки и до сега не покажа нешто, само една шанса што во првото полувреме и тоа. Тоа ќе биде аут за Локомотива. 18-та минута од второто полувреме или вкупно 63-та и натаму Гоблен Локомотива 0-0. Каква грешка, меѓутоа добро се завршува се по голот на домашниот тим. И тоа е гол. Не сепак офсайд. Односно прекршок, мислам дека беше во оваа ситуација. Малку задосета реакција на помошникот, тоа е Горан Милошевски. Мислам дека беше прекршок. Беше прекршок, требаше на време да реагират, малку задоснува и еве така се дојде во впечаток дека да реагират домашната екипа. Добро, во секој случај исправна одлука на судијата. Меѓутоа, господине Битола, забележувам дека во овие последни 7-8, па може да кажеме 10 минути, Локомотива станува се по-конкретни и по-опасна. Имам впечаток дека се по-физички припремени и се гледа дека ја го прошируваат игра. Вака ако продолжат, не е чудно и да дојдат и до резултат. Аут за Стефан Поповски. Миленов. И уште еден прекашок, а сега тренерот Втори Мери подготвува и втора замена. Со број 8 треба во игра да влезе Мерги Милјутфиу. Исто така еден изворен техничар. Добар фудбалер, а играта ја напушта со број 22 Ергин Шерифи. Сега господине Битола, домашниот тренер го засилува средниот ред, доста интересен играч, во игра влегува Мерги Милјутфиу, добро знае да игра со топката. Тој е и добар играч. Јас го памтам вака кога беше како во школите на Милано и мислам дека добар е, ама не знам зошто баш бил ставен во резервниот состав, дека мислам дека не му е место во резервниот состав. Требаше тој да биде негде таму во средина да му помага на Илбер Али. Да, тој на неколку претходни направи влегуваше во второто полувреме, покажа дека многу добар фудбалер со топката и доста знае да одигра навремено, да ги проигра своите фудбалери, да видиме дали тоа ќе го направи сега и во вториот дел за домашниот тим, на кого веќе му тече времето, ќе мора се да фрли не една карта на нападот. Миленов.
Коцев, аут за Локомотива. Во секој случај, тврд напревар, без некои поголеми возбудувања во првото полувреме, меѓутоа во вториот дел некако и двете екипи повеќе се отворија, па и гледаме повеќе возбудувања пред двата гола. Беким Рамадани. Еве сега одличен потек на Рамадани. Да видиме дали домашниот тим ќе успее да искористи оваа шанса и добра интервенција со број 4 Цветановски Ѓоко. Ја купи. Топка кон Рамадани, не успее да ја смири и сега тренерот Флори Мимири ќе изврши последната трета измена во својата екипа. Во игра со број 11 ќе влезе Дамјан Ивановски, уште еден млад фудбалер. А играта ја напушта Екрем Мемеди. Исто така и Дамјан Ивановски, млад фудбалер, од нападот можеби ќе донесе живост и во играта. Да, се гледа дека тренерот сега го засилува нападот и мислам дека Тврда се на една карта. Да, и нема што повеќе да губат и така времето тече. Нов корнер за гостинската екипа ќе нафрли Антонио Бошевски. Седумдесета минута од напреворот, Локомотива Гоблен 0:0. Боксува Краљевски. Ке мора топката да се врати назад, тоа го бара судијата Младеновски. Мислам дека сега помалку претерува и судијата. Мемети. Не успе Дамјан Ивановски. Со број 9 Хасан. Милјанов. Азири. Милинов. Добра интервенција на Шахини. Алили, еве сега можност за домашниот тим. Дамјан Ивановски, меѓутоа не може да ја стигне оваа топка. Шахини. Уште еден аут за гостинскиот тим.
73-та минута. 0:0. Имаше таму играње со рака и еве сега можно да се знае гостите да нафрлат пред голот на Краљевски. Многу незгодна ситуација беше ова пред голот на Гоблен, а сега тренерот Владо Матевски ќе изврши втората измена. Со број 15 во игра треба да влезе Ренато Јордановски. На местото на Мухамед Бекир. Алили. Ивановски. Еве шанса 1:0. Прекрасен гол на Јакупи во вистински момент. Суад Јакупи, 75-та минута и екипата на Гоблен победува со 1:0. Господине Битула, во првото полувреме споменав дека Јакупи е многу интелигентен играч, вака цврс, знае да игра со топка, а сега вистински би рекол така темпиран удар и водство на неговата екипа. Да, токму така Јакупи сега го направи тоа што се очекуваше, да Гоблен дојде до резултат, до гол. Али добро е што и вака требаше да се игра цело време во пред 16, иначе голот не паѓа од средина, голот паѓа од пред казнениот простор. Да, во секој случај извореден гол на Суат и Јакупи и сега ова е идеална ситуација за домашниот тим. До крајот 14 минути водство од 1:0. Сега Локомотива ќе мора да се отвори, да тргне во напад, а тоа ќе биде шанса за Гоблен преку брзи контранапади да практично го реши на преворот. На повреда се жали Илбер Алили. Можност малку да здимнат фудбалерите на Гоблен. Сега тие нормално ќе калкулираат до крајот на преворот да ја сочуваат оваа предност. Ова предност на секој начин ќе се обидат. Меѓутоа никако не сме да се затворат, да го чуваат овој резултат. Мора и понатаму да напаѓаат, ако може да постигнат уште еден гол и со тоа дефинитивно да го решат овој напревар. Миновски. Имаш играње со рака, се враќа во игра Алили, се е во ред со него. Нема причина да брзаат сега домаќините. Алили. Алили, добар центрашут, одлична интервенција на одбраната на Локомотива. Нов напад на домашниот тим и ова е груб прекашок за жолт картон. Да, сосема исправна одлука. Со број 6 жолт картон за нововлезениот Стефан Коцев.
Втора жол картон за гостинскиот тим. Миланов го доби првиот, а Коцев вториот. Во екипата на Гоблен уште од првото полувреме стојат оние жолти картони за Алили, Рамадани и Шахини. Тоа не е ни важно. Најважно од се домашниот тим да забележи победа. Нова идеална ситуација. Покрај топката се Алили и Лютфију. Алили, овој пат многу непрецизно и високо над голот. Се враќа во игра Мемети. Сега нов груп прекашок и тоа ќе биде четврти жолти картон за домашниот тим. Со број 19 Азири. Осумдесета минута на преворот, 10 минути до крајот, Гоблен води со 1:0. Прекашок направија домашните фудбалери, мислам дека ова беше без поголема причина. Сега опасна ситуација пред голот на Гоблен. Ке нафрли со број 10 капитенот Денис Миленов. Опасна ситуација. Малку воздички на трибините, останува 1:0 за домашниот тим. Опомена сега за Крајевски да побрза со изведувањето на овој удар. Прекашок за Локомотива, сега до крајот на преворот ќе гледаме повеќе тензична атмосфера на теренот. Гостите ќе мора да побрзаат, а домашниот тим на сите начини ќе се обиде да ја сочува предност. Добра интервенција на Азири. Ивановски
Требаше да проигра Ивановски. Бошевски. Уште еден груб прекашок и нов жолт картон, овој пат за Ивановски. До крајот на преворот од регуларните 90 минути, уште 6 минути треба да издржи екипата на Гоблен. Сега ќе нафрли Бошевски. Одлична интервенција на одбраната на домашниот тим. Поповски. Прекашок, немаше офсайд. Времето работи за домашниот тим. 5 минути до крајот. Господине Битула, кој е сега рецептот во овие последни 5 минути да се издржи и да се случува ова тешко стекната предност? Па јас мислам дека добро е да се зачува резултатот, али сепак не е баш добро да ги влечат играчите пред нивниот казен простор. Треба да ги оддалечат, дека голот пада од таму. Сметаш дека не треба да се брани сега ова? Сега сепак се игра и финишот на надпреварот. Треба да се брани, али сепак треба да се внимава доста, да не примат гол. И да ги оддалечат од 16-терот. Нов корнер за екипата на Гоблен, односно за Локомотива, се извинувам, Бошевски повторно нафрлува. Фолиран беше со број 3 Буњамин Шахини, односно тоа Мемети, се извинувам, со број 2 и еве шанса сега повторно домашниот тим да добие некоја секунда во времето. А до крајот на регуларните 90 уште 3 минути. Ивановски, добро прием на топката. Аут за Мемети. Ивановски. И судијата смета дека имало прекршок, а наскоро последна измена во екипата на Локомотива со број 16 во игра треба да влезе Дарко Младеновски. Дарко Младеновски на местото на Роберт Младеновски со број 14. Тренерот Владо Матевски во овие последни секунди фрла се на една карта на нападот. Шахини ќе ја пропушти оваа топка. Исто така и Шахини одигра одлично во второто полувреме.
Ивановски, сепак предлог фор, меѓутоа аплаузи за борбеноста. Алили. И натаму Алили, добра интервенција на Никачевски. Сигурно интервенција на Шахини. Нов напад на Локомотива. И уште еден прекашок за гостинската екипа. 89-та минута. Ке нафрли Денис Миленов. Серија корнери сега за екипата на Локомотива во финишот на преворот уште еднаш ке нафрли Бошевски. Сигурно интервенција на Краљевски, сега протестираат домашните, сметаат дека имало прекашок врз голманот Краљевски. Одлична интервенција на Крајевски, малку незгодна ситуација, меѓутоа добро се снајде домашниот голман, можеше ова да биде израмнување во 90-та минута, а сега само судијата Марија Младеновски знае уште колку има до крајот на овој напревар. Господин Битола, може полека да го резимираме овој напревар. Екипата на Гоблен е на патот на 3 бода. Генерална оценка твоја за напреварот? Па, првото полувреме беше искрено кажено слабо. Второто полувреме двете екипи покажаа дека можат и повеќе. Гоблен дојде до ВОС со 1-0, го чуват резултатот и ја мислам дека заслужено. Надпреварот беше фер одиграно, немаше некои груби или така тешки фаули. Судија добро ја водише надпреварот. Мислам дека заслужено ако вака заврши и ако што се играт последните секунди или минути. Последни секунди од напреварот, на повреда се жали Алили. Сега очекуваме во секој момент судијата да означи крај на овој напревар. Шерифовски, Коцев, Рамадани, Алили, Ивановски, Цветановски. И уште еден прекашок. Помина 3 минути веќе од продолжението.
Ке нафали во 60-никот Никола Миновски. Алили, еве сега може да стави точка на овој напревар. Алили го има слободниот Рамадани и недоразбирање помеѓу овие двајца. Ова можеше да биде заверена победа на домашниот тим, а вака останува 1:0. Четири минути од продолжението веќе измина. Нормално не му се брза на Краљевски, времето работи за неговата екипа. Гоблен е на патот да забележи победа. Вкупно 49 бода, 3 бода повеќе од директниот конкурент Локомотива. И до крајот остануваат уште 4 кола. Керими, Рамадани. Тоа е прекашок и ова ќе биде последна шанса на овој напревар. Полека гледачите го напуштаат градскиот стадион во Куманово. Мислам дека поставил слободен удар судијата Марија Младеновски, кој добро го водеше овој напревар, ќе одлучи крај на напреварот. И крај на преворот, победа на екипата на Гоблен од 1:0, која значи прво место. Заслужено славија домашните фудбалери. Почитувани гледачи, тука некаде е и крајот на денешниот напревар. Ви благодарам за вашето внимание и ви посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.